Лажни се дојавите за бомби кои што за прв пат утрово на мејл пристигнаа во три основни училишта во Прилеп, Добре Јовановски, Гоце Делчев и Блаже Конески, потврди од МВР. Први дојавата ја забележале од училиштето Добре Јовановски и веднаш започнале со евакуација. Во 9:32 беше добиен мејлот во спам, не во инбокс, а во 10:55 го отворивме мејлот и учениците беа веднаш евакуирани, за минута и 30 секунди беа изнесени надвор од училиштето, а претходно веќе имавме направено техничко показни вежби во нашето училиште претходните 2 недели. 2 вежби за евакуација и учениците успешно излегоа. Од училиштето Добре Јовановски ги информирали другите училишта за да проверат и тие во спам на нивниот мејл дали имаат вакви закани. Еден колега на телефон ми се јави дека пошто во нивното училиште пишува и на кој друг училиште е пуштена бомбата, меѓу другите било и нашето. И ми помини на телефон Добре Јовановски колегата ми кажа, ме јас видов во спам дека и кај нас има. Информира директорката, меѓувреме дори полицијата и се евакуираме. Граѓаните пак на Прилеп, иако дел се чувствуваат исплашени, сметаат дека сите овие дојави не само во Прилеп, туку и во другите градови биле лажни, а целта на оние кои што се заканувале, според граѓаните, била да се отрне вниманието од актуелната општествена состојба која што била лоша во повеќе области. За причината, че се плашам за кого, за мене се едно е. Јас сум го живела, ама да трча онака да бега гребота е срамота. Треба да се најде еднаш. Што мислите зошто се прави ова? Јас мислам да се скрени внимание за ова што е финансискава криза, што се нема немаштија се, да се покрија, да се поклопи сега вака. Лажни. Не знам, да се одвлечи вниманието, да не се мисли на нешто друго. Од што да се одвлечи вниманието? Па, од криза, од ова, од она, од се. И што се то лагае? Што мислите, кој и зошто се го прави ова? Од крајство. То си е нивна работа. Абе лажни, ама може и негде и вистински децата. Не е ова времево некако не е како што треба. Од општина Прилеп апелираат за смиреност кај граѓаните и почитување на сите пропишани правила и прописи за постапување во вакви случаи, доколку и во иднина се случат вакви настани.